Продавниците преполни со луѓе кои купуваа подароци за понежниот пол. Цвеќарите кои цела година го чекаат празникот на жената се офајдија деновиве. Ги продадоа веќе подготвените и украсени цвеќиња и икебани. Не помалку од нив заработија и рестораните. Оти за прослава на празникот беа исполнети до последното место, зашто требаше да се закаже неколку дена порано. Канал 8 ја долови атмосферата во некои од рестораните во градот. Работата со жени е благородна, значи супер е да се работи со жени, значи само 8 март не треба да се поштува за да се честити и да се уважува жената на 8 март, значи треба да се поштува и да се цени преку цела година, значи 365 дена. Мислам дека овие собири не треба да бидат само еден ден во годината. Овие собири треба да бидат дружбата треба да биде постојано. Ние се дружиме во фирмите и жената не треба да биде, како што и колегата кажа, не треба да биде почитувана само еден ден во годината, таа треба да биде 365 дена во годината почитувана. Нека ви е честит празникот 8, односно 9 март. Уживајте во вашиот празник и во ова веселба. Не помалку може да се пофалат и туристичките агенции, кои аранжманите за празникот за патување надвор од државата ги исполнија уште пред неколку месеци. Жените честопати знаат да кажат дека секогаш им недостасуваат финансии за да се помине месецот, но кога станува збор за славење на нивниот празник, тогаш не се штеди. Треба да се прослави, оти жената го заслужува тоа, коментираа припадничките на понежниот пол.